Ако е тоа желба најголема во Македонија, тоа е на нас бизнисмените за да бидеме европјани. Меѓутоа, патот е многу тежок. Беше многу тежок. Јас ќе се вратим на 93 година, 92 година, пред мои очи, кога прочуениот Тодор Петров ги нареди шлеперите во Гевгелија и ја затвори граница со Грчка. Тоа беше пред мои очи. И од тогаш ние ги растуривме односите со Грчка, со нашиот сосед. Јас ќе се вратим на почетокот и сега на крајот. Крајот и почетокот после ќе дискутирам таа средината. Инаку јас сум потпредседател за рударство во Стопанската комора на Македонија. Јас сум член на Германската стопанска комора и на Турската стопанска комора, сум активен и член сум. Го пратим бизнисот веќе подолго време. Значи, повеќе од 20 години, иначе имам формирана фирма, уште 90-та година, 3 бевме првите фирми. Јас, Фонко и уште една друга од Божи Стоименов. 3 фирми формирав на први, трети, 90-та година, да не кажам историја за мојата фирма и за мене, него да се враќаме на проблемот кој го имаме овде ние во Македонија. За да ги решиме ние овие проблеми, значи, треба да ги согледаме реално потребите на бизнисот, реално потребите на страните инвеститори да дојдат овде, оти ни се изгубија. Значи, последните 3-4 години ни остана, значи, економските зони ни остана без фабрики. Не градиме фабрики више. Исто се случува и во Албанија. Можда имаме сличности што вака ни се дешава. Значи, имаме многу потешкоти во врска со бизнисот. За да влеземе во Европска унија, ние треба да имаме автопат према Бугарија, што го немаме. Ние за да влеземе во Европска унија треба да имаме автопат према Ќафасан, не према Охрид. Ве молам, значи он за 5-6 илјади гласови, моćниот наш Санадер, го викам јас, он го скрена автопатот на местото Ќафасан и да не поврзува со Италија, Швајцарија и Европа, он не поврзува со Охрид, што имавме одличен пат за Охрид. Само за тие негови 4-5 илјади гласов да ги добива. Исто така ни се случува и другата грешка овде. Значи, Косово го донесува автопатот на граница, ние 12 километра не може да ги изградиме веќе 5-6 години. И со години дискутираме. И што правиме уште полошо? Го криеме проектот кој беше изработен од Гранит во ниво на изведбен проект со геологија, со све, викаме нема проект, а 10 милиона долари се платија уште пред 10 години на проектанското на Граните и проектот стои вака. Јас го имам сликано. Значи, без овие патишта не може да влезем ние во Европа. Значи, све ова треба да ги планираме. Ако не да ги изградиме, тогаш да ги направиме проектите и за Ќафасан, и за Ќуштендил, што ја немаме, го немаме проектот, и парам да почнеме да го градиме тој автопат. Понатака, ние имаме потешкоти страшни со администрацијата, значи ние, бизнес заедницата, имаме потешкоти со администрацијата. Ние овде воведнавме поштан шалтерски систем, кој го нема, се изгуби. А без тој шалтерски систем, ние немаме инвеститори. Јас слушав овде, ги слушав сите дискусии, сите беа во ред, меѓутоа слично на вашите дискусии јас ќе се нафрлим на нешто. За да идеме ние во Европа, треба да се ослободиме од моćниците. Кои беа тие моćници? Па моćници беа од Тодор Петров, јас ќе ги спомнам со име, што не ги растури односи со Грчка, па моćници беа тие од МВР, што ни организира па Сопот, па кај езерото, па Кумановскиот случај, па Бродец, што од мој роднина стои во затвор доживотно осуден, од Бродец, што никој не го прашува и предметот отишол во Страсбург за да се смејат на нас, тамо, па понатака, моćниците се уште се наснага. Затоа што, кога беше кандидат Хрватска да влезе во Европска унија и кога Санадер отиде кај Меркел, она не го прими. Го остави да чека 1 час во ходник и после, кога он се бунеше зашто не ја прима, не го прима, излезе Меркел и му рече: сакаш да бидеш ти комшија со мене?
Да, сакам да бидам. 5 работи имаш сам, или 5 минута со мене разговор. Врати се во твојата куќа, собери ги новинарите, поднеси оставка, затоа што си украл милиони, милиони, милиони. Усвари тие беа многу малку. 17 милиона, за 17 милиона доби 17 години затвор. Тоа кај нас не се направи никогаш. И не се прави. И понатака ние гледаме бизнисмените како овие не нанесува штета голема, меѓутоа во затвор не иде ниеден. Јас толку само ви пожелувам на сите успех, му благодарувам на мојот сонародник што успеал да направи многу важна конференција и му обеќавам дека ќе присуствувам и понатаму се додека се дискутира на ова тема и додека постигнеме успех да влеземе во Европска Унија.